Почитувани, налагата и се кратки нозете. И тоа уште еднаш се покажа како вистина во првите месеци на работа на владата на СДС. СДС во предизборието ветуваше департизација на институциите и професионални кадри, а наместо тоа добивме партиски војници, соросоиди, платеници, шарени револуционери и неадекватни кадри за директори на државните институции. Капацитетот на 67 државни институции ќе биде сведен на нула, поради бруталната партизација на институциите кои ја спроведува владата на СДС. Тие уште еднаш потврдија дека едно зборат, а друго прават, кога ќе дојдат на власт, како на пример сонот на Курто Дудуш со кој партиската книжка на СДС ќе стане втора лична карта во Македонија и полека, но сигурно станува реалност во Македонија на штета на граѓаните на Република Македонија. Граѓаните ќе ја плаќаат цената за партизација на институциите, наместо професионалната услуга и институции кои што служат на граѓаните. Ќе добиеме институции кои ќе служат на Зоран Заев, СДС и оние со членска книжка на СДС. Додека граѓаните очекуваат исполнување на ветувањата за просечна плата од 30.000 денари, минимална плата од 16.000 денари, како и плата 100.000 денари за докторите, СДС го плаќа цехот кон шарената револуција, невладините организации и партиските потрчковци. Боријан Чомицевски, Александар Донев, Александар Младеновски, Джелјо Хоџич, револуционерната реторика ја заменија за директорска фотелја. Во државните институции на грб на граѓаните. Квази револуционерот Александар Младеновски во една фамозна изјава каде се повикуваше на максимата еден за сите, сите за еден, најверојатно мислел еден за сите, сите за фотелја. Понатаму во својата изјава вели: од утре ќе го блокираме Скопје, се додека не се исполнат сите наши барања. Веројатно мислел дека ќе протестира, се додека не добие фотелја. Најтрагично од се е што платеничките револуционери кои одработуваат за Заев, сега Заев ќе ги исплаќа со пари на граѓаните. Македонскиот народ е умен и лесно препознава кој лаже, а кој ја говори вистината. Македонскиот народ знае да ја казни неспособноста и непрофесионалноста на секој еден македонски политичар. Македонскиот народ ја препознава и уште на самиот почеток платеничката револуција на СДС и ги казни со пораз на парламентарните избори на 11 декември. Па така граѓаните и набрзо на локалните избори на 15 октомври повторно ќе ја казнат владата на СДС за нејзината неспособност, за бруталната партизација на државните институции и откако целосно ќе ја делегитимираат со предвремени парламентарни избори ќе бидат неизбежни. На предвремените парламентарни избори ВМРО-ДПМН убедливо ќе победи и набргу ќе се врати професионалноста во македонските институции и напредокот на целата земја Република Македонија.